односно Development Solutions, телевизиите беа следени од аспект на тоа колку, како и на кој начин известуваат за корупцијата во Македонија. Втората поента е изработката на пријачникот за правни изрази за новинарите, што треба да помогне на новинарите кои да истражуваат корупција да излезат на крај со често пати невообичаените и комплицирани изрази во правосудниот речник. И третата поента е следењето на работата на државното правителство, што е задача на Институтот за човекови права, односно организацијата која што има улога на адвокат на државата. Во самиот проект предвидуваме и финансиска поддршка за сите новинари кои што пријават апликации за истражувачки истории на тема корупција. Ќе имаме и премизи за тие новинари, а на крајот ќе имаме и финансирање, односно регрантирање на организации кои што се борат против корупција. По-конкретно за овие работи го предавам на моите колеги Марија Димитровска од ДЕСО, да ги избори за мониторинг извештај. Добар ден уште еднаш на сите. Јас сум Марија Димитровска од Development Solutions. Тука сум да ги презентирам резултатите од мониторингот на медиумите што беше реализиран во период од 3 месеци годинава. Целта на истражувањето беше прво да се утврди колкав простор се војува за известување теми врзани за корупција во медиумите во Македонија, на кој начин се третираат овие теми, како и да се види до кој степен новинарите и останатите медиумски работници се придржуваат од професионалните и етичките стандарди во работењето. Истражувањето беше реализирано врз основа на квантитативна и квалитативна истражувачка методологија, значи комбинација на методи и техники. Квантитативна методологија беше употребена за прибирање и анализа на податоци врзани за мониторинг на централни вести на 5 национални телевизии. Следени беа централните вести на телевизиите МТВ1, МТВ2, СИТЕЛ, Елма и Алса во период од 90 дена, од 13 април до 13 јуни годинава. Централните вести беа анализирани, податоците беа внесени во база на податоци, статистички обработени и анализирани вклучени во извештај. Меѓутоа, за да видиме пошироката околина, да видиме поpreдлабочени сознание за околината во рамки на која се реализира ова известување за корупција, направивме и 15 полуструктурирани интервјуа со уредници и новинари од различни медиуми во земјата. Овој пат не се државме исклучиво со телевизиски медиуми, туку вклучивме и уредници и новинари од печатени медиуми, од електронски медиуми, слично. Кога станува збор за квантитативната анализа на податоците, значи прилозите што беа идентификувани и анализирани статистички, ги анализиравме според следните индикатори. Прво, колкав е бројот на прилозите, колкаво е преметрењето на прилозите, со цел да се види колкав простор се отстапува за известување на корупција воопшто, темите кои што се работеа, дали веста е главна вест или споредна вест, понатака за каков жанр станува збор, дали е само пренесување на информација од вест, дали веста е придружена со одреден наратив од новинарот и медиумот, станува збор за коментар, или пак имаме пообсежна анализа кога се вклучени повеќе извори на податоци, кога се пренесени повеќе перспективи, имаме едно поpreдлабочено презентирање на состојбите. Дали веста е тековна или се однесува на настана и минатото, какво е нивото на значење на веста, дали прилогот засега проблеми кои се релевантни на национално, регионално и локално ниво, тон на веста, дали тонот неутрален, критички, добрувачки или пристрасен, дали веста подржи реакција од политичка партија, чија реакција е пренесена прва, дали реакциите од политичките партии сочинуваат главнината на веста, дали веста се однесува на некоја институција и дали се однесува на некаква граѓанска организација и конечно на колку извори е базирана веста. Морам да напоменам неколку фактори кои што влијаеа, се разбира, има влијание врз исходот од резултатите од самата анализа. Од една страна, тоа е доминантното место на теми врзани за надворешно политички случувања и прашањата на преговорите за името со Република Грција, прашањата за евроатлантските интеграции во земјата, кои што во периодот во кој беше реализиран мониторингот има доминантно место. Понатаму стануваше збор за период во кој
кои што беа анализирани од паѓа на известување за тековни судски постапки против поранешни функционери кои беа покренати од СЈО, така што и во тој дел бројот на анализирани прилози е голем, меѓутоа овој број на анализирани прилози е и под влијание на одредени моментални случувања врз кои што немавме влијание. Резултатите од квантитативната анализа упатуваат дека иако упатуваат на заклучокот дека иако корупцијата како тема е застапена во медиумите кои што беа предмет на анализа, имаме 406 прилози кои што беа анализирани. Известувањето за корупција во најголем дел се однесува на се врзува за просто пренесување вести за актуелни настани, доминира неутрален тон во известувањето и доминираат вести каде што кои се базираат на еден или два извори. Се разбира, се покажаа разлики помеѓу медиумите кои што беа предмет на анализа. Во тој поглед се издвоија каналите од јавниот сервис МТВ1 и МТВ2, кои значително во понизок процент, посебно МТВ1, известува за теми за корупција, по број на прилози, по време трајање на прилози, по број на користени извори, а се издвојуваат посебно МТВ1 по број на прилози во кои политичка партија ја има главнината на вест. Од друга страна се издвоија и телевизиите Телма и Алсат како медиуми во кои имаме најголем број на емитувани прилози за корупција, посебно на телевизија Телма. На телевизија Телма отпаѓа речиси 1/4 од сите емитувани прилози за корупција кои што беа анализирани. Овие телевизии се издвојуваат и по време траењето, по високото време траење на прилозите за корупција, по тоа што имаат поголем број на прилози емитувани како главни вести, по тоа што имаат поголем број на прилози анализи и по тоа што имаат поголем број прилози кои се базираат на 3 или повеќе извори. Општо земено околу 1/3 од сите прилози беа емитувани како главни вести. Зошто ни беше важно да видиме дали веста е главна или споредна? Освен што тоа го дава контекстот на приказната, односно се дава на значење на самата сторија за потенцијално коруптивно дејание. Од друга страна, овозможува и истата вест да биде забележана и проследена од поголем број гледачи. Резултатите покажаа дека општо земено околу 1/3 од сите емитувани прилози за корупција биле емитувани како главни вести. Имаше разлики повторно помеѓу самите медиуми. Телма и Алсат тука се издвоија со најмногу такви емитувани прилози како главни вести. Меѓутоа, во одредени случаи кај различни медиуми беше востановена пракса, иако веста ќе биде вклучена во најавата како дел од главните вести, истата да биде емитувана на крај пред финалните рубрики спортските вести, што до некаде го доведува во прашање значењето на тоа истата да биде најавена како главна вест. Од аспект на жанровското покривање доминира категоријата вест, што упатува на заклучокот, посебно што ако имаме предвид дека најголем дел, повеќе од 2/3 од сите вести се базирани на еден или два извори, упатува на заклучокот дека во известувањето за корупција се вложуваат минимални ресурси. Ова понатака го дискутиравме со нашите соговорници во рамки на полуструктурираните интервјуа за истите заклучоците, од нив ги соопштам малку подоцна. Главно се третираат вести кои што се врзани за актуелни настани. Зошто ни е важно да имаме и вести кои се однесуваат на минати настани, односно битно ни е корупцијата да ја следиме во континуитет, не само во незината идентификација, туку и постојано медиумите да го следат текот на постапките покренати против корупција, дали се покренати, каков е исходот, дали има се уште исход. На тој начин овозможуваат темата да остане во интересот на јавноста, да се мобилизира јавноста да врши притисок институциите да си вршат работата од својот мандат. Мал број на прилози се емитувани, мал број на прилози од оние што беа емитувани се однесуваат на минати настани. Повторно овој процент е повисок кај телевизиите Телма и Алсат. Ни беше важно да видиме и колка дел од прилозите емитуваат изјави од политички партии. Општо земено од сите 406 прилози, околу 1/4 од нив вклучуваат некаква изјава на политичка партија. Повеќе од 2/3 од овие прилози, изјавата на политичката партија е главната веста, што значи дека политичките партии, посебно кога ги споредивме бројот на користени извори во веста,
дали има изјавена политичка партија и дали таа е главнина на веста, резултатите ни покажаат дека голем дел од прилозите кои што се базираат на еден извор, а нивниот процент не е мал, скоро половина од емитуваните прилози, извор на информација е некаква политичка партија. Така што во тој поглед самиот податок дека имаме изјави од политички партии воопшто не треба да биде загрижувачки, тоа е нормално и е дел од известувањето за корупција, меѓутоа кога имаме голем број на вести кои што се базирани на еден единствен извор и тој извор е политичка партија, тогаш можеме да видиме дека не се вложил доволен напор за да се истражи докрај можеби случајот, за да се добијат попродлабочени сознанија или за да се презентираат сите страни на приказната. Само 1/3 од емитуваните прилози беа емитувани како главни вести, тоа го наведовме. Загрижувачко беше што имаме, голем број на прилози во кои се базираат на еден извор или два извори, нешто помалку од 10% од сите анализирани прилози се базираат на 3 или повеќе извори. Овие прилози вообичаено повторно беа доминантни на телевизии кои секако одвојуваат, имаат емисии за истражувачко новинарство или имаат емисии кои што се занимаваат, кои што се посветени на истражување за корупција, па истите тие заклучоци се пренесуваат и во централните вести. Недоволно внимание се посветува на теми од локален карактер, именно големо мнозинство од сите теми кои што беа покриени се однесуваат на теми со значење од национално ниво. Ова ќе го ставам во контексти на разговорите со соговорниците, уредниците и новинарите, кои што посочуваат дека корупцијата во рамки на локално ниво, особено помеѓу локалните власти, останува се уште ниту доволно истражена, ниту доволно презентирана тема. Уште еден податок што сакам да го наведам е дека исклучително исто така низок процентот на прилози кои вклучуваат изјава, коментар од граѓански организации. Имаме многу граѓански организации кои работат на полето на борба против корупција, меѓутоа само неколку такви случаи беа обработени во периодот кој беше предмет на мониторинг. Патува на една веќе констатирана состојба дека се уште имаме недоволна соработка помеѓу граѓанскиот сектор и медиумите, дали се работи за заедна недоверба или се работи едноставно за отсуство на соработка, дека недоволно се презентираат и нивните заклучоци и достигнувања. Вообичаено кога стануваше збор за такви прилози, стануваше збор за пресконференции или тркалесни маси кои што се организирале во рамки на некои проекти. Кога станува збор за околината во која функционираат медиумите во Македонија кои известуваат за корупција, разговаравме со 15 уредници и новинари од различни медиуми. Листата на учесници има и во самиот истражувачки извештај на крајот. Беа констатирани повеќе фактори кои што го обликуваат начинот на кој се известува за корупцијата, ги обликуваат резултатите што пред малку ги соопштивме. Од една страна проблемот на навистина тешката финансиска состојба со која се соочуваат медиумите, се помалиот рекламен колач од кој се повеќе медиуми треба да црпат, презаситеност на медиумскиот пазар, но и конкуренцијата на нови форми на масовно информирање, појавата на интернет портали кои што без поголема регулација, ретко кога има случаи кога често не се придржуваат до професионалните и етичките стандарди во известувањето. На тој начин, директно или индиректно ставајќи се во служба на одредени бизнес или политички елити, од една страна представуваат конкуренција на традиционалните медиуми, но од друга страна и влијаат врз тоа да се разнишува дополнително довербата во медиумите меѓу граѓаните. Се уште беше констатирана несоработливост со поглед на пристапот до информации. Станува збор за соработка со институциите, дека се одолговлекуваат постапките за добивање на информација од јавен карактер. Во одредени случаи беа наведени и директни или индиректни притисоци од центрите на моќ. Генерално, меѓу сите соговорници можеше да се забележи една несигурност во поглед на идниот развој на состојбите во македонското новинарство. Она што беше исто така изразен, она прашање по кое исто така беше изразен скептицизам, беше можноста
со законски реформи да се напредат состојбите моментални во сферата на медиумите, посебно заради тоа што и досегашните страдаа од недостиг на соодветна имплементација. Беше изразена желба за поефективна регулација, можеби, поголемо вмрежување на новинарите, не само на национално ниво, туку и регионално, можност да ги надградуваат своите знаења, како да пристапуваат, да анализираат, да презентираат податоци, да реализираат можеби здружени проекти со колеги од регионот. Она што исто така беше наведено, еден блок на прашања се однесуваше и на тоа каков е нивниот став во поглед на поддржување на проекти од истражувачко новинарство на проектна основа. Одговорите беа поделени. Од една страна беше истакнато дека ваквите проекти даваат исклучително, имаат придонесено да се идентификуваат и презентираат пред јавност исклучително важни теми од јавен интерес, кои инаку медиумите со своите буџети и капацитети со кои располагаат не би можеле докрај да ги истражат. Меѓутоа, од друга страна се беше изразен скептицизам во поглед на тоа како ќе може на долг рок да се обезбеди финансиска одржливост на овие иницијативи. Благодарам. Ако има прашање, дали подоцна или... Не, сега, има прашање. Ако имате прашања... Знаеме како новинари, значи секогаш се соочуваме со терминологија која што треба дополнително, значи да се разјаснува во текстот. Токму за ова, значи го изработивме овој правен речник појми, за да им биде полесно на новинарите, особено истражувачките новинари, да ги дефинират, значи, и да ги објаснуваат, значи, тие термини, прави термини кои ще знаат понекогаш да бидат, значи, да бидат комплицирани и за новинарите, па и сигурно и за јавноста. Значи, изработката на овој речник се реализираше преку еден соопфатен процес на разгледување на закони, прирачници, истражувања, истории поврзани со колективните активности и други видови документи кои беа неопходни за структурирање на целиот корпус на правниот поим. Ние мислиме дека овој, значи, прирачник ќе биде на полза на новинарите истражувачи, ќе им го олесни, значи, работата во употреба на тие, значи, поими и објаснување, значи, визави јавноста. Тоа кратко, значи, може да се каже за овој прирачник. Инаку ќе го имате, значи, во секој новинар ќе го има прирачникот и сите тие термини што ние, значи, ги изработивме професионално со многу, значи, напотребна работа, веќе се таму и мислиме дека ќе биде една добра алатка за новинарите во нивната работа. Прашање? Океј, што Мирослав накратко. Да. Накратко, како што кажавме пред малку изјавите за медиумите, Институтот за човекови права ќе следи во рамките на овој проект работата на Државното правобранителство, кој што е еден вид адвокат на државата, орган кој што се грижи за имотните права и интереси на Република Македонија. Пред се ќе се фокусираме на тоа колку државните правобранители во рамките на ова правобранителство се ангажирани, колку имаат капацитет, професионално искуство и професионално ја завршуваат нивната работа, а оние побитни елементи што досега сме увиделе дека се проблематични, се јавуваат во неколку постапки, например во постапките за отоѓување на градежно земјиште, посебно во однос на тоа дали вакви земјишта на атрактивни локации во поголемите градови се давани на одредени приватни лица без разлика физички или правни по поволни цени. Исто така во граѓанските предмети за надоместок на штета, особено
во оние предмети, например од непознат сторител или кога е сторена штета од страна на дивеч, например за кој што одговара Република Македонија како држава, и во тие случаи има одредени проблематични ситуации, односно колку се исплаќаат средства од нашиот буџет. Исто така и во работни спорови, например во однос на вработените во јавната администрација, колку например овие постапки што се водат за наплата на прекувремена работа и слични постапки од работен однос, колку и во тие постапки навистина професионално се завршува работата од страна на државното правобранителство, бидејќи се увидени и одредени невоедначени судски пракси, особено ние што периодов на мониторинг во втората половина на оваа 2018 година веќе присуствуваме на сите рочишта кои што се во Основен суд Скопје 1 и во Скопје 2, каде што нели се појавува и државното правобранителство. И исто така ќе се обидеме и во постапките за денационализација, каде што државното правобранителство има своја улога, меѓутоа увидено дека без разлика што овие постапки се навистина од итен карактер и се важни за граѓаните, сепак постапката се одолговлекува. Со конкретни податоци, со конкретни заклучоци ќе излеземе на крајот на годинава, кога ќе биде завршен овој 6-месечен мониторинг, нели во првиот мониторинг извештај. Меѓутоа мониторингот ќе продолжи до крајот на проектот до 2021 година, со тоа што со текот на времето сепак ќе се фокусираме на 30 поголеми и позначајни случаи симптоматични кои што нели би ги наблюдувале во подетали, со тоа што ќе се обидеме и да имаме и увид во списите од страна на судовите, нели не само да ја следиме процедурата, туку да навлеземе во суштината на одреден вид од предметите. Ако имате прашања, тука сме. Одговорите на прашањата, само ги што така да. Да. Немаше. Hvala.